Здраво! Во денешното видео разгледуваме само мал дел од можностите и опциите кои што ги нуди новата софтверска алатка на Tech Alliance, која што го носи името Tech RMI. Станува збор за софтвер кој што е наменет за независни сервисери. Како што можете да видите, верзијата е онлайн. Во истата се влегува со username и пасворд и се добива овој почетен екран во решението. Екран во кој што многу лесно можете да се снајдете, многу е прегледен и може едноставно да ве води во целиот процес. Веднаш на стартот имате можност за пребарување на возилото за кое што ви требаат информации и податоци. Тоа е рачно пребарување во кое што го наоѓате нормално брендот, моделот на возилото, согласно годината во која што е произведено, и во третиот филтер исто така го барате моторот, за кој што се дадени доста информации. Кога ќе го изберете, добивате еден ваков екран во кој што ги имате основните информации за возилото, како и за резервните делови. При избор на определена производна група имате можност за дополнителни филтри кои што ве носат до конкретниот продукт. Например, доколку ви требаат филтри за масло, овде го правите филтрирањето, а потоа го избирате и брендот и добивате веднаш две варијанти кои што се соодветни за возилото кое што сте го избрале. Значи овде гледате, го избравме моделот Filtron и веднаш ги покажува основните технички податоци заедно со фотографијата, сликата на соодветниот производ, исто така и за кои возила се истиот овој филтер може да се употребува и користи. Многу лесно, потоа се враќате назад во менијата, можете и да изберете и некој друг дел, друга компонента, како што е например моторната група, во која понатаму со филтрирање бирате други елементи, се прави едноставно потесно филтрирање и избор на она што ви треба во софтверот, како што е во даденава ситуација, и веднаш добивате одредена информација за делот. Тука е оригиналниот каталошки број, фотографијата, техничките податоци и секако за кои возила се овој дел или оваа компонента одговара. Например, ако одиме на менито ладење или го бараме ладилникот, избираме група на производ и ги добиваме сите производи кои што се достапни во TechDoc каталогот, и потоа со уште еден поедноставен филтер одиме понатаму и го бираме продуктот од определен производител. Ја имаме нормално фотографијата, ги имаме техничките податоци, повеќе фотографии, оригиналниот каталошки број и така натаму и така натаму. Со кликање назад се враќаме цело време на ова мени. Исто така постои можности за графичко пребарување на деловите и на компонентите. Ги добивате овие потесни селекции каде што можете да изберете одредена компонента и да наместо преку барање преку на името, можете преку конкретно избирање на делот кој што ви треба да дојдете до техничките податоци на соодветниот резервен дел. Сите овие можности ви ги дава самото решение, значи TechDoc каталогот. Битно е исто така дека пребарувањето може да се врши освен рачно, може да се врши и преку број на шасија. Доколку изберете број на шасија кај одредени возила, веднаш ве носи до директното конкретното возило, каде што повторно имате можност да изберете компоненти, односно резервни делови. Например, доколку изберете системот за супирање, ви ги дава сите можни елементи кои што се ставени во каталогот, потоа ги бирате
дисковите во едно филтрирање и на крајот можете исто така да изберете и за кој конкретно производител на овие дискови за супирање сте заинтересирани и доаѓате до конкретните податоци и конкретните делови. Повторно го имате фотографијата на делот, техничките податоци, оригиналниот каталошки број, димензиите и се што може да ви треба, а се содржи нормално во оваа дата база. Исто така овде гледате ги има и податоците за тоа овој диск на кој се возила им одговара и при тоа податоците се детални и точно ги покажуваат возилата од до определена година. Значи тоа е во суштина, еве го и преку бројот на шасија, го внесувате на бројот на шасија и со внесување на бројот на шасија добивате неколку варијанти кои што понатаму треба да ги искористите во потезната селекција на моделот за кој што ги пребарувате резервните делови. Ги дава моторите, од која до која година, колку киловати и повторно одите на понатамошно бирање на резервните делови. Многу едноставно, многу прегледно, многу квалитетно. Овде, бидејќи ова најчесто се користи во нашиот пазар, е сетапирано да како дефолт јазик се користи српскиот јазик, но секако постои можност за избор на и други голем број на јазици, како што се англиски, француски, хрватски и така натаму. Кога веќе сме го избрале возилото, ова е конкретно Tech RMI опцијата или прозорот кој што ви се отвара, тоа е де факто токму софтверот кој што го анализираме денеска, софтверот за независни сервисери. Во овој модул, штом кликнете на оваа иконка Tech RMI, добивате комплетен преглед на возилото, технички податоци, општи податоци и нормално за каков вид на гориво се работи, за каков систем. Тука се исто така и голем број на други податоци и секако она што многу сервисери им е потребно од ваков софтвер, а тоа е шемите, електрични шеми кои што честопати знаат да бидат многу проблематични. Еве, например, го бараме овде сигналните податоците, техничките податоци за релејот на трепкачот и можете да видите дека целата се добива цела страна во која што се покажани сите осигурачи кои што ви се потребни, каде се сместени на релето и исто така ова комплетна страница можете и да ја испринтате доколку сакате тоа да го направите и да го имате пред себе додека вршите определени сервисни интервенции. Понатаму се враќате цело време на ова мени во кој што можете да, како што можете да видите, да најдете голем број на податоци и информации. Тука се електричните системи, шемите и исто така можете во едно подмени кое што се нарекува диагноза да добиете дополнителни информации. Прво и основно, секој сервисер може лесно, особено независни сервисери во кои што влегуваат голем број на возила, ќе може многу лесно веднаш преку график и шема да го најде местото во кое што може да се приклучи на сообеде диагностиката. Тука се и некои други корисни податоци, како што се шифрирањето на дигиталните клучеви, нивното кодирање. Па понатаму ги имаме, еве, например, доколку го разгледаме делот со сензори за управување со моторите, ги добиваме овие основни формати, графички прикази, детални информации доколку ни се потребни.
овде можеме да го погледнеме и целото позиционирање и местоположба на сите овие клучни компоненти во возилото, кои што со мало поминување на курсорот преку сликичките го добиваме точно објаснувањето за каков вид на дел се работи и што тој ги прави или какви функции има во рамки на моторот. Тука се податоци, нормално електричните шеми, ова е најчесто се бара од страна на мајсторите, ова им прави сериозни проблеми, ова се електричните шеми, во кои што е детално објаснето како е направено поврзувањето на електричната струја во рамки на возилото. Дури ги имаме и боите на жиците, како и изгледот на сите осигурувачи и податоци. Сето она што е значајно, тоа е дека сите овие податоци кои што ги гледате на екранот може исто така да ги испринтате. Па секој механичар или електричар кој што се занимава со оваа работа може да го најде возилото преку каталогот, да ги извади сите потребни податоци, да си го испринта целиот овој материјал во боја и да ги има сите податоци за начинот на кој што електричните шеми се поврзани во возилото кое што го работи. Ова е голема работа на која нормално Tech Alliance има работено многу сериозно и многу долго време, и сите овие податоци се вметнати внатре во ова онлайн решение. Понатаму ги гледаме исто така и комфорните шеми на вклучување, повторно со шеми, со графици, едноставно објаснето и со можност за принтање. Имаме овде уште еден модул кој што е особено интересен, а тоа е модулот во кој што можете, зависно од бројот на километри кои што возилото кое влегува кај вас во сервис и годината на производство, можете да извадите една листа на сервисни интервенции кои што би требало да се соодветни за ова возило. Ова листа се прави врз база на податоците прибрани од производителите на возила и долгогодишното искуство на голем број на механичари, сервисери. Затоа се вели дека Tech RMI е продукт кој што е составен од страна на механичарите и е наменет за механичарите. И овде гледате дека веќе кога сте ги внесле податоците на возилото и бројот на поминати километри, ви дава предлог за редовен сервис во кој што преку чек-листа се дефинира кои интервенции треба да се направат и колку работни часа се потребни за целата таа операција. Работните часови се исклучително значајни доколку сакате да направите понуда и точно да му представите на вашиот клиент колку време согласно стандардите на производителот за одредена операција сте направиле. Ова е веќе нешто што може да исто така да наликува на работен налог во кој што ги внесувате податоците на клиентот, телефонскиот број, таблицата на возилото. Едноставно правите еден работен налог во кој што можете да го испринтате и можете да му го дадете на вашиот сервисер или самите да го искористите за спроведување на сервисната операција. Сите овие точки во рамки на возилото можете да ги чекирате и да со тоа му дадете до знаење на вашиот клиент дека операциите се завршени. Овде исто така имате можност да дефинирате одредени системи дека сте ги провериле, сте направиле определена диагностика или визуелна проверка, дел од нив се во добра состојба, дел од нив не се во добра состојба или на дел од овие системи треба во блиска иднина да се интервенира, односно истите да се сработат. На тој начин едноставно му давате хартиен документ или електронски документ на вашиот клиент во кој што ќе му дадете до знаење дека комплетната состојба на возилото сте ја провериле
и дека одредени операции се извршени додека возилото било во сервис. Овде имате и датум, можете да внесете кога бил отворен работниот налог, да ставите определена напомена и нормално на крајот од целата оваа операција ги внесувате и податоците за возилото, бројот на порачка доколку истата ја постои и сето тоа можете да го испринтате. Испринтано, потоа секако да му го дадете на вашиот клиент. На овој начин многу лесно, брзо и согласно препораките на производителот на возилото можете да му изработите на вашиот клиент пресметка и понуда, колку работни часови ќе бидат сработени, што се ќе проверувате, ќе контролирате или ќе менувате, доколку е само масло или филтри или плочки за супирачки и така натаму и така натаму. Во секој случај добивате пишан документ и пишана трага. Битен модул во овој дел е исто така и точната информација за пневматиците или за гумите, каде што за тоа возило конкретно имате нели кои возила и кои бандажи истите ги носи. Значи, сите овие работи ви ги дава како опција или како можност Tech RMI модулот во рамките на ова решение. Овде можете да видите и дел од диагностичките податоци кои што се достапни во софтверот и кои може да ви заштедат многу време. Веќе зборувавме, постои можност за кодирање упатство за поправка, односно за кодирање на клучот негово програмирање, а овде се и податоците на шифри на грешки. Доколку возилото го ставите на диагностички инструмент и ви ги појави одредените грешки, тогаш точно знаете која грешка, например P0001, дава опис што е можно да е причината за оваа грешка, зошто истата е регистрирана во диагностичкиот инструмент и како истата да се реши. Постои кратко упатство за работа. Имате овде и SOS прирачници во кои што може да видите на што треба да внимавате во поглед на безбедноста додека го сервисирате возилото. За редовните сервиси веќе зборувавме, значи овде точно ја имате листата на податоци што треба да замените: филтер за масло, филтер за гориво, моторно масло и така натаму и сето тоа како што веќе беше наведено. Сето тоа можете да го испринтате, да го земете вие, да го искористите како податок или да му го дадете на вашиот клиент. Еве ја и комплетниот план на сервисирање, во кој што потоа можете да ги штиклирате и податоците кои што ги даваат резултатите од вашата визуелна проверка и инспекција. Кои системи, например супирачки, доколку ги видите, може да кажете дека се добри или дека треба да им се направи посебно внимание во следниот сервис. Многу елегантно, многу брзо, многу прегледно, сите овие работи ги добивате во еден пакет покрај сервисните информации, сервисните податоци, исто така во ова решение Tech RMI, кој што уште се нарекува и Garage Pro, ги добивате исто така бесплатно, го добивате и можноста да го користите и TechDoc каталогот, каде што па и можете, доколку ви е потребно, лесно да ги лоцирате и резервните делови потребни за одредено сервисирање. Значи, со еден пакет решавате две работи: и резервните делови и сервисите, и имате софтвер со кој што можете да работите повеќе или помалку
незините сервиси.